Тука сме во нашето студио, јас и мојот гостин, и темата која верувам дека многумина ја очекуваат, ја најавивме, станува збор за проблемот со неплодноста на двојките и инвитро постапките за оплодување кои се се поактуелни и се почесто единствен начин за рожба на многу од двојките во Македонија, но и во светот. На оваа тема ќе зборувам со доктор специјалист, доктор Таше Трпчевски, специјалист гинеколог акушер и директор на болницата Плодност од Битола, една од оние болници кои имаат голем успех, всушност најголем во случајов, нели, процент на успешни инвитро постапки, па токму затоа и ве поканивме. Добро утро. Добро утро, во ја сакам Македонија, затоа што навистина и јас ја сакам, меѓутоа со ова име. Се шалам. Значи, нема да зборуваме за политика, ќе зборуваме за една мощна и актуелна тема, многу интересна тема, која што била актуелна, сега е актуелна и ќе остане актуелна, бидејќи во светот околу 85 милиони парови страдаат од оваа состојба. Не викам дека е болест, тоа е состојба која што излечива. Во Македонија проценка е дека негде страдат околу, моја проценка е, не е направена статистика до сега, околу 6 до 8 илјади парови. Или статистиката светска вели дека 1 од 6 парови страдаат од неплодност. Значи, ова е озбилен проблем од многу аспекти, озбилен репродуктивен проблем. Сакате од социјален, сакате од економски, сакате од психолошки аспект и така натаму, кој што ги засега, значи, многу парови, било да се во брачна или вонбрачна врска. Неплодноста е во последно време во пораст и тоа е основната причина за една огромна демографска криза која што ја зафаќа Македонија. Македонија и покрај тоа што е соочена со проблемот на исолување на младите парови, се среќава и со овај проблем кога жените, македонската жена го одложува раѓањето за покасните години. Македонската жена во просек раѓа 1,5 дете. Тоа е како резултат на тоа што македонската жена има нови погледи на светот и ги прифаќа модерните принципи на манипулација со неплодноста, односно инвитро оплодувањето. Нечесто многу од пациентките ќе ми кажат, кога ќе ги запрашам, ајде, време ти е да раѓаш, а веќе ги преминале 35 години, ми викаат, нема проблем кога си ти тука. Значи, тие многу веруваат во постапките на инвитро оплодување. Меѓутоа, морам јас да им кажам и да ги охрабрам, односно обесхрабрам, дека сите дами над 40 години не треба да го одложуваат раѓањето, бидејќи резултатите од инвитро оплодувањето на после 40-та година се многу скромни и не треба тоа да им иде алиби или одлука, односно охрабрување за одлуката дека треба да го одложат мајчинството. Значи, еве првичен мој апел, она што треба да направиме, а да ја превенираме неплодноста, е на сите да им сугерираме да станат мајки што порано. Токму тоа што го кажавте, многу од двојките и од жените веруваат во инвитро постапката, односно ја имаат како некаков бекап план и од така гледаат на неа, кој што би им овозможил да дојдат до рожба, како што рековме. Но што го, да речеме, невозможува или ги подобрува условите за инвитро? Значи, како можеме да гледаме на тоа? Или како да ја превенираме неплодноста, едноставно. Значи, факт е дека ИВФ технологијата е во подобрување, тоа е совршена технологија и секогаш има и се понови и понови работи кои што ја усовршуваат оваа технологија. Факт е дека устрешкени се многу фамилии со оваа технологија. Некаде се сметат во светот дека се породени околу 6 милиони бебиња со оваа технологија, а ние, нашата болница, партиципира со околу 1300 породувања на, значи, усрекивме 1300 фамилии со постапките на инвитро оплодување. Се постава прашањето
како да се подобри односно како да ја превенираме таа неплодност. Што треба да се направи за да брачните парови им олесниме ако се заглавени во овој лавиринт, бидејќи многу од нив не се свесни дека кога ќе влезат во овој лавиринт, некои ќе излезат многу побрзо, некои многу покасно, а некои никогаш нема да излезат. Значи, она што на сите брачни парови или вонбрачни, на сите парови кои што се заинтересирани за родителство, односно кога ќе остварат својата врска и кога ќе зацврстат нивната врска, она што јас им сугерирам е што побрзо да донесат одлука. Значи, многу битна работа е да ја донесат одлуката за да станат родители. Се чини дека тогаш ја донесуваат и најважната одлука во нивниот живот, бидејќи можат да заглават во овој лавиринт за кој што никогаш нема да излезат. Бидејќи зачнувањето и бременоста е интеракција меѓу физичките односи, имунолошкиот фактор на самиот организам, тогаш и одолговлечувањето на родителство за животно може да направи да се испомешаат тие физички имунолошки фактори и жената да добие и мажот многу пореметувања кои што ќе и понатаму ќе направат тие парови да заглават во тој лавиринт. Значи, прва моја препорака е да донесат одлука, втора моја препорака е тие парови да не го одложуваат раѓањето. Тоа се однесува посебно на жената, која што е многу суетна и се чини дека и покрај тоа што постојат многу едукативни емисии, еве и овој тип на емисија, како да е најтешко да се спречи неплодноста кога е во прашање одлагање на раѓањето. Значи, жената денес, пратејќи ги новите текови на современата медицина, информираноста или заради својата кариера најчесто го одложува мајчинството, што е голема грешка, и токму можноста за животно да ги добие овие проблеми кои што може да и се случат. Исто така, нормално превенција на сексуално заразните болести со заштита кај жените и велам кај репродуктивно наивните хирушки пациентки кои што имаат одредена проблематика на гениталните органи, а треба да се хирушки, секогаш велам да бараат второ мислење, да не се предуцираат, да се пуштаат на некои хирушки непотребни зафати, како што денес стана актуелно сечењето на прегради на матката, да бараат второ мислење и особено пациентките кои што имаат такви проблеми, треба да си го одберат најадекватниот хирург репродуктивен, човекот кој што ја работи таа проблематика, а во Македонија ги има многу малку. Ние во нашата болница ја работиме успешно таа репродуктивна хирургија, лапароскопија и хистероскопија и мислам дека во овој момент сме најадекватното место каде што можеме да го решиме овој и текако горчлив проблем на брачните парови, односно вонбрачните парови, на паровите кои што го имаат овој проблем со репродукцијата. И секако, уште еден начин на превенирање на плодноста е превенирање на, односно зачувување на ткива кај онколошки заболените пациенти, кога правиме криопрезервација на семенски материјал или на јајчници, после лечењето, за да можат да ги користат после лечењето на основната онколошка болест. Така. Дали засега во овој момент само тоа е причината поради која се одлучуваат на криопрезервација без оглед дали е семенски материјал или јајчници, значи или пак луѓето поради се решаваат на толку пак модерен начин на живот да се одлучат за криопрезервација за да ја одложат? Па да, имаме и такви случаеви кои што гледајќи дека ги совладуваат годините или можеби влегуваат во таа старосна криза, претежно машкиот фактор, се одлучуваат за зачувување на семе во нашата банка.
Значи правиме криопрезервација на семе и имаме ретки случаеви на женски особи кои што сакаат да криопрезервираат јајни клетки, се заради тоа што влегуваат во тие старосни години кога ги фаќа паника и мислат дека во покасните години ќе можат да ја реализираат својата идна бременост со користење на овие замрзнати материјали. Така. Од што зависи успехот на инвитро постапките? Тоа е прашање кое што веројатно си го поставува секој еден кој ќе влезе во лавиринтот, како што рековте вие, или пак ќе мора да на тој начин планира рожба. Од што зависи успехот? Верувам дека многумина кои го минале овој пат или го минале неколку пати се прашуваат истото. Па јас секогаш викам дека инвитро оплодувањето е голема магија, голем трик и голема замка. Има многу стапици и трикови. Никој нема да ви ги каже. Во текот на работењето со инвитро оплодувањето ќе добиете сознание и за причините и за процентот на успехот и неуспехот. И затоа апелирам до сите оние кои што го работат инвитро оплодувањето, сите оние кои што имаат низок процент или никаков процент на бременост, дека треба да се откажат од работењето со инвитро оплодувањето и неуспешното инвитро оплодување не треба да им биде манипулација со пациентките, бидејќи само така ќе ја зголемат уште повеќе агонијата на и така напатените пациентки. Причини, односно од што ќе зависи процентот на успех на инвитро оплодувањето, има многу работи од кои што зависи процентот на инвитро оплодувањето. Се чини најглавни се годините на староста на жената, потоа друга причина е успехот на центарот за инфертилитет и трета работа е индикацијата со која што се работи инвитро оплодувањето. Значи, кога ќе се земат во обзир овие три фактори, сепак јас мислам дека најголемо влијание имат годините на пациентката и не случајно мојот апел да жените раѓаат што порано. Секако дека на второ место е опременоста на лабораторијата, уходаноста на тимот ембриолошки, значи синхронизираноста на работата, припремата на пациентката, синхронизираноста на работата на тој круг доктор, биолог, медицинска сестра. Јас во овој момент, со оглед на тоа што ние пратејќи новата технологија на инвитро постапките и моето постојано усавршување и погледите кон развивање нова технологија, мислам дека во голем процент и онака добриот успех ќе го направиме уште повисок. Многу битно е опременоста на лабораторијата и искуството на ембриолошкиот тим. Во овој момент ние набавивме еден апарат кој што е високо софистициран, се вика ембриоскоп, кој што работи на база на константно мониторирање компјутерско, се вика ембриоскоп, таймлапс технологија, кога во затворен систем се прави мониторирање на растот и развојот на ембрионите, нивната делба, се прават слики на 5 до 20 минути и добивате еден филм многу интересно, кој што постојано го пратите, тој раст и развој на ембрионот, добивате една комплетна документација која покасно може да ја публицирате и што е најважно, тој ембриоскоп има таа предност што може да ги селектира, односно ги селектира ембрионите кои што се хромозомски и генетски нормални, не може да го утврди типот на хромозомски аномалии, меѓутоа ќе ги оддели компјутерски, ќе кажи кои од тие ембриони се прогностички со големо значење за имплантација. Значи, ни прави селекција на добрите ембриони. На тој начин, елиминирајќи ги и на влијанието на надворешните ризици, бидејќи
со конвенционалната постапка, со конвенционалните инкубатори, ги вадивме јајните клетки и ембриони, биолозите ги посматраа на секој 18 или 24 часа, менуваа медиум. Со оваа технологија ембрионите се константно се мониторирани од таа камера, не се изложуваат на надволешно влијание и се селектираат, што е најважно. Значи имате показател кој што компјутерски ви покажува овој ембрион не треба да го вратите, ова е со деформитет, ова има шанси за имплантација. Пред да постои ова, како се селектира? Па на база на проценката на искуството на ембриолозите, врз база на морфологијата, делбата на ембрионите. Значи ова е на многу совршена метода која што започневме сега да ја работиме и првите искуства ќе ги споделиме за првите почетни бременности после 10 дена, бидејќи веќе неколку пациенти ги обработивме со оваа метода и врз база на она што можеме да го гледаме на нашиот монитор, веќе она што викав јас дека можеби е сон, сега веќе и станува реалност. И исто така морам да напоменам, многу битна работа, е тоа што и тоа е напомена за сите клиничари и голема поука и едукација за нашите пациенти, е воведувањето на тест за ДНК фрагментација на сперматозоидите. Тоа е многу битен тест. Во случаевите кога имаме идиопатска или така наречена идиопатска неплодност или неплодност од непознати причини. Така, тоа е идиопатска. Да, кога ќе дојдат многу пати, значи од пациентите, многу од паровите доаѓаат и викаат: докторе, еве сега дојдовме кај вас, во брак сме толку и толку години, причини за неплодност се непознати. Така. Ние откривме дека во 80% од случаевите, кај браковите кои што во знак наводници имаат неплодност од непознати причини, дека промените се во семенскиот материјал, кој што со конвенционалните испитувања и спермограми изгледа нормален, дека има нормална морфологија, дека има нормална подвижност. Во тој случај, значи, со откривањето на ова ДНК фрагментација, восстановивме дека 80% од тие нормални спермограми се со ДНК фрагментација. Тој висок процент на ДНК или ДНК фрагментација е причина за неуспешни инвитра, тој висок процент е причина за многу спонтани абортуси. Значи и кај пациентките кои што имаат многу спонтани абортуси, ако го направат овај тест, може да се открие дека причината е токму овај семенски материјал кој што навидум со конвенционалните методи изгледа дека е нормален. И во таа ситуација, значи за да не го проблематизираме овој проблем, односно за да го решиме овој проблем, ние препорачуваме одредена терапија која што ја има како во аптеките во многу комерцијални апарати кои што сега не сакам да ги спомнам и тоа не ни е цел. Но се решава, тоа е добро, тоа е важно. Се решава и краен доколку постои многу висок процент на таква фрагментација, ние препорачуваме посебна метода на инвитро плодувањето, XY метода и магнетско сортирање, односно одделување на сперматозоидите, оние кои што немаат ДНК фрагментација. Оттаму апел до сите клиничари, до сите оние кои што ќе се соочат со овој проблем, со проблем на овој неплодност од непознати причини, за да ги препознаат причините, да им сугерираат на пациентите да одат да го прават овој тест. За жал во Македонија единствено кај нас се прави овој тест. Може би ќе почне да се работи и во другите центри. Ние сме пионери, како што сме пионери за многу други техники. И да го напомнам така наречениот оксидативен тест, кој што е многу битен, кој што е голема причина
за таа ДНК фрагментација, меѓутоа не знам дали имаме време се Па јас да сакам зборуваме тоа за имаме простори методите. за гледачите да постават некое прашање, иако имаме уште многу малку време до крај. 3-1-1-6-5-6-6, веројатно има и многу приказни, вистински и живи, кои што се однесуваат на оваа проблематика, а некој има и конкретно веројатно прашање кое што можеби ќе му користи со оглед на тоа дека еве докторот во некои понапреднати фази од целата приказна не воведе веднаш. Докторе, прво вака едно кратко прашање. Која е највозрасната, односно мислам на која возраст била пациентката со најмногу години која што било успешно инвитро? Вака викат дека со после 40-та година опаѓа оплодниот потенцијал кај. Знам, вие сте кај против, жените. дефинитивно рековте, времето иде против сите, но... Поминува врти биолошкиот часовник. Се смета дека оптимално време, мислам горна граница, зависно од центрите каде се практикува, викат дека 42-та до 45-та година. Так. Наши сознанија се дека некаде околу после 44-та година накало опаѓа тој оплоден потенцијал. Пазете сега, ние сме имале бремени и на 45-та и 46-та година. Меѓутоа, тие се ретки примери. Меѓутоа, сме имале примери и на трудни на 48 години, значи имаме две породени. Сега во овој момент, и тоа ќе го публицираме, имаме бремена која што е на 50 години, близначка бременност носи, сега е во 12-та гестацијска недела, меѓутоа, да не се лажиме, тоа се бремени со донирани јајни клетки. Так. Мене не ми е позната бременност на 48, 49, 50 години и нагоре со собствени јајни клетки. Гледате, тоа е многу важен момент. Добро утро за гледачот, гледачката. Добро утро, Јована по трет пат. Трет пат не добивте, господин. Среча имам, нема што. Да, само ве молам кратко и конкретно, зашто гледате време, немаме многу прашања да поставиме. Кратко прашање. Нешто сега напомна докторот, би сакала да знам максималната старост која би требало да биде за да се направи инвитро. Так. Во ред, ви благодарам за јавувањето. Ако има уште еден гледач, веднаш да го вклучиме. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Поздрав до вас и до доктор Трпчевски. Би сакала да поставам едно прашање. Паров е со 39 години мажот, а 35 години жената. Они 2 години се обидуваат да по нормален партнер и да добијат дете. Меѓутоа се направи ова лето спермограм во друга приватна ординација невоплодност. Спермограмот покажа дека 6% од сперматозоидите се подвижни, а другите се троми. Кај жената не постои никаков проблем. Дали во нивната клиника, како да кажам, болница, може нешто да се направи во овој поглед? Ова ИВФ, новата постапка, дали би помогнала во овој случај? Добро. И што понатака, освен тоа што се под, ајде да речам, стресот секогаш влие нели на многу работи, во трка за моќ, за кариера, за пари, за едно, за друго, они се сега во онаа смирена ситуација каде што мислат за потомство. Така, разбирам. Тоа би било сето прашање, уште еднаш голем поздрав до вас. Да, благодарам и вам, и ако има уште еден гледач и неговото прашање, го слушаме за да може докторот наедно да ги одговори сите. Добро утро. Едно по друго ги вклучуваме, имаме гледач. Добро утро. Не ме слуша. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете со вашето прашање. Само еден поздрав до докторот. Добро. Се јавувам од Битола, имам 2 близначина, машко и женско. Голем поздрав на инвитро се кај доктор. Така, благодариме за вашето јавување. Очекував дека ќе има и такви кои што само ќе се поздрават и ќе се заблагодарат, но тоа е времето. Ви благодариме за јавувањето. Слушнавме околу годините на однос, првата на првото прашање кажа за годините 42 до 45. Еве лимитот за мене 46 години со собствени јајни клетки, а над 46 години треба донирање. Ама тоа е лимит, значи не да ги чекаат 46 години. За инвитро зборуваме. Во однос на второто прашање 39 години жената или 35 години, не знам колку време се во брак. Лош спермограм, значи еве уште една индикација да се направи ДНК фрагментација, тест со кој што ќе се одлучи дали
директно пациентката ќе треба да направи одма инвитро оплодување. И заборавив она што е многу битно. Значи, апел до клиничарите и до комисијата за инвитро оплодување, тоа се општи лекари кои што ги селектираат материјалите за индикациите и условите, општи лекари во комисијата во Фондот за здравство, која прават селекција за потребните испитувања, кои што треба да ги направат пациентите, да им укажам на фактот и да рачунаат секогаш дека кај пациенти кои што имаат висок процент на ДНК фрагментација во главата на сперматозоидите, дека не требат пациентките да прават инсеминација, бидејќи секој обид за инсеминација ќе биде неуспешен. Така. Значи, и од тука и се и проблемите кога многу од пациентките ќе ги упатам и му кажувам дека вие со овој процент висок на ДНК фрагментација не смеете или не треба да правите инвитро инсеминации. На овој начин пациентите ќе ги избегнат сите материјални трошоци и што е најважно ќе им се намали агонијата во која што во која што се наоѓаат и што е најбитно нема да им се истроши енергијата кога треба да се потребна за да се подвргнат на методите на инвитро оплодување. Значи, во сите оние случаи со висок процент на ДНК фрагментација треба да се избегнат инсеминациите и пациентите треба да го барат тоа право заради тоа што е стручно и научно публицирано и докажано во многу центри во светот, па и ние имаме одредени искуства со оваа проблематика. Имаме само 3 минути до крај и многу важно прашање, докторе. Прво, инвитро неуспешно или второ, до кога треба една двојка да се обидува, како ќе ги охрабрите или обесхрабрите, како што рекавте вие? Сега тоа е друго плашење, значи јас викам дека секогаш кога зборуваме за инвитро оплодување, зборувам за успех и неуспех. Инвитро оплодувањето е една доста емотивна постапка, барем јас така ја доживувам. И секогаш ако сака да ми го промени денот, односно моето однесување во текот на денот, како што некои се метеоропати па на сонце се многу расположени, мене ме расположува или не расположува секоја успешна или неуспешна инвитро постапка. И не случајно и вработените ќе ме препознаат, ќе речат денес нешто не ви е денот. Кога ќе ми се јави некоја пациентка и ќе ми каже од сабајле дека тестот е негативен, значи одма го променува моето расположение, како што и кога ќе се јават пациентки ќе кажат дека тестот е позитивен. Значи јас барем така и овој емотивно ги доживувам. Значи се постава прашањето што понатаму после неуспешно инвитро. Тоа што треба да се седне и да се разговара со пациентката, да се видат сите претходни резултати, што се направило, да се види протоколот. Она што јас како во пракса го правам е тоа што разгледувајќи ги ретроградно сите целокупна документација на инвитро постапката или инвитро постапките кои што ги направиле во други центри, донесувам одлука за промена на протоколот. Обично јас ги индивидуализирам протоколите и значи одбирам соодветен протокол кој што мислам дека ќе одговара за таа пациентка. Често пати се и покрај тоа што ќе имаме добри ембриони, одлични ембриони, значи одлична припрема на пациентката, одличен ембриотрансфер, доживуваме неуспех. И сега се постава прашањето, каде можно да е проблемот? Најверојатно проблемот е во имплантацијата, на нивото на ендометриумот. Може би проблем е рецептивноста на ендометриумот. Тоа е таа област која што е најмалку разбрана во областа на инвитро оплодувањето и со усовршувањето на технологијата, значи мислам дека ќе се подобри уште за со усовршување технологијата за усовршување на таа имплантација, за стварање подобри услови на имплантација или вгнездување на ембрионот, мислам дека ќе се зголеми процентот на овај инвитро
на процентот на успешни инвитро постапки. Докторе, 10 часот, тука мораме да го заокружиме ова наше дружење. Ќе им видиме во друга прилика на гледачите, гледачките со многу повеќе прашања. Ова беше вовед во оваа огромна тема која бара многу и време и внимание. Јас мислам дека е многу малку време за да објаснам се што можам да кажем од моите животни искуства, меѓутоа ајде нека биде ова прва емисија во оваа телевизија. Да се видиме во следна прилика на моје задоволство. Доктор Таше Трпчевски, специјалист гинеколог акушер од болницата Поднос, беше наш гостин. За повеќе прашања ќе го оставиме телефонскиот број на пријавница за да можете да контактирате со него. Ви благодарам за вниманието. Имајте прекрасен викенд и не пропуштајте не од понеделник повторно во 15 до 7. Јас сакам Македонија утринскиот термин нека биде резервиран за нас.